Добар ден, почитувани, започнува нова М+ на телевизија Телма. Има деца кои што повремено се борат против сонот. За нив спиењето представува препрека од играта, трчањето, скокањето, шетањето. Но има и деца кои што заспиваат дури и седејќи. Во домовите на оние кои што има деца кои што не сакаат да спијат, се одвива вистинска борба во ноќните часови кога се обидуваат да ги легнат, а и од кога ќе успеат да ги стават во кревет, тогаш тие не сакаат да останат таму. За негодувањето на децата за поврзано со спиењето денеска ќе зборуваме со Сања Ѓорѓева, доктор Гуднајт, сертифициран тренер за спиење на бебиња и деца. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Има деца кои што негодуваат пред спиење, едноставно не сакаат да легнат во кревет и веднаш што ќе прозборат, првото прашање е зошто мора да спијам. Еве сега да одговориме на ова навидум банално прашање зошто децата треба да спијат. Најчестиот одговор на тоа прашање ние како родители и сите, ние затоа што треба да пораснете. Меѓутоа и фактички и вистински е тој одговор, затоа што дека децата спијат, они вистински растат. Се развива хормонот на раст, се развиваат, се иселачат хормони кои што го потикнуваат растот и развојот кај децата, како физички, така и психички. Така што на децата им е како потребен квалитетен сон за да се развијат како што треба. Децата кои што спијат подобро имаат поголема концентрација, покасно во училиште имаат подобри оцени, не се склони кон дебелење. Значи, сето тоа е поврзано со спиењето уште во раните години. Исто така, луѓето кои што не спиеле, бебињата кои што не спиеле добро, додека биле малечки, во текот на годините се посклони кон развивање на некои медицински проблеми поврзани со спиењето, како слип апнеа и слично. Така што сето тоа е многу поврзано и спиењето е такако важно и битно за едно здраво дете. Влие на многу аспекти, влие на нивното расположение. Некогаш децата знаат и да бидат хиперактивни, да бидат нервозни и на родителите да не им е јасно всушност дека се работи за дефицит на сон. А всушност сето тоа се решава на многу едноставен начин со регулирање на сонот кај децата. Така е, да. Кога зборуваме за сонот кај децата и за нарушувањето, односно одбивањето да се спие, тоа првпат се случува кога се тие многу мали, кога се вуваат така наречените скокови во развој. Ајде да објасниме како скоковите во развојот се поврзани со сонот. Скоковите во развој имаат тесна поврзаност со сонот, затоа што прво скок во развој е период каде што се развива некоја вештина кај детето, или физички се развива или почнуваат ја развиваат вештината превртување од стомак на грбче околу 4 месеци, или почнуваат да ползат, почнуваат да одат, зборување и така натаму. Значи скок во развој е период каде што доаѓа до едно развивање кај децата. Тоа, од друга страна, влијае и реагира на спиењето. Односно, кога децата ќе западнат во оваа фаза, многу често или одбиваат да спијат, дури и деца кои што идеално спиеле до тој момент, или одбиваат да спијат и во текот на денот и во текот на ноќта. Во текот на ноќта се будат многу почесто, се будат порано и се будат со плачење. Значи, ќе се разбудат и родителите едноставно не знаат што се случува, затоа што тоа се случува преку ноќ. Нема никакви предупредувања претходно, туку буквално преку ноќ одеднаш почнува да се буди детето кое што до тогаш спиело идеално. Меѓутоа тоа е период кој што поминува, траат измеѓу 2 и 6 недели, така што во тој период родителите треба да имаат колку што е можно поголемо трпение и многу е битно да знаат кога се случуваат скоковите во развој. Кои се тие периоди, на која возраст најчесто се забележуваат? Значи имаме повише периоди, значи едниот е околу 4 месеци, измеѓу 4 и 6 месеци, тука имаме еден голем, огромен скок во развој. Овде почнуваат да разпознаваат се околу нив, значи на 4 месеци почнуваат да си ги гледаат ножињата, рачињата, ја гледаат мајката на 4 месеци веќе како одделна фигура, значи почнуваат да бидат свесни за тоа дека мајката може да се отргне од нив. После имаме еден скок во развој измеѓу 8-тиот и 10-тиот месец. Овде најчесто се развиваат, почнуваат децата да ползат, почнуваат да се се обидуваат да застанат, некои многу напредни деца дури веќе одат во оваа возраст и сето тоа предизвикува кај нив проблеми во спиењето. Покенкави се во текот на денот, имаат зголемен апетит затоа што нивното тело цело време нешто работи. Буквално се случува процес во нивното тело и затоа им е потребно многу повеќе храна и во овој период можат родителите да приметат дека многу почесто јадат, дека сакаат многу повише да јадат. Потоа имаме околу 12 месеци еден скок во развој, кој што е најчесто поврзан со одењето.
има скок во развој на 18 месеци. Овде се развива зборувањето, значи почнуваат во 18 месеци да зборуваат многу повише и исто и тоа реагира, има влијание врз пиењето. И последниот, како запамтен, е на 2 години, на втората година, овде веќе се свесни, да кажеме, ептен веќе разбудени за све околу нив. И кога идат да спијат, сваќаат дека они додека спијат се случува нешто друго, ние правиме нешто друго и се обидуваат на било кој начин да ги поместат нашите граници. Меѓутоа, многу е битно да се задржи рутината колку што е возможно во овој период, за да кога ќе помине периодот да се врати се во нормала. Така, тој период после втората година знае да биде особено проблематичен, бидејќи децата веќе научиле да кажат не, се обидуваат да наметнат својата волја кај родителите. Едноставно тоа го се рефлектира и на спиењето, се обидуваат да не спијат, односно одат против сопствените потреби, така. Па не им остават простор ниту на родителите да се одморат навечер, тоа е една вистинска битка која што се бие околу спиењето. Што може тука родителите да направат? Како да ги надминат сите овие препреки и да го стават детето во кревете, да започнеме од првите скокови во развој, па до втората година, вклучително втората. Значи кога детето ќе се наоѓа во скок во развој, значи во тие неколку недели, 2, 3, 4 недели, 6 недели, колку и да трае кај детето, некогаш се осеќаат немоќни, затоа што не знаат што да направат и реално не може нешто премногу да се направи во тој период. Најдобро би било да можат да пробаат колку што е можно да му обезбедат спиење на детето во текот на денот, за да не биде премногу уморно во текот на ноќта, затоа што се е тоа поврзано. Доколку не спие во текот на денот доволно, ќе биде уморно во текот на ноќта и ќе се буди многу почесто. Така што потребно е колку што да ги направат сите напори да им ја задржат рутината која што ја имале претходно. Ако детето спиело порано саат и пол или саат, сега спие по пола саат или 45 минути во ред, битно е само да поспие, битно е само да ја задржат рутината. Доколку не вовеле рутини пред спиење, пред дневно спиење или пред вечерно спиење, сега е прав момент да ги воведат, да знаат секој ден да се става детето, да кажеме, во 12 саат, во 1 саат, во 2 саат, меѓутоа секој ден да се става во едно исто време, за веќе и самото дете да очекува што следи, да знае што следи и да се припрема. Така многу полесно ги поминуваат на тој начин скоковите во развој. А после веќе кога ќе се надмине скокот во развој, потребно е што е можно порано да се вратат на старата рутина која што биле. Многу лесно ќе приметат самите родители дека е поминат скокот во развој со тоа што веќе нема да плачат за време на дневни дренки, не одбиваат да одат на спиење, апетитот ќе им се нормализира и ќе приметат дека веќе се развила некоја вештина која што се развивала во овој период. Најчесто и ние како родители не знаеме дека станува збор за скок во развој, дека не знаеме дека станува збор за развивање на некоја вештина, се додека до моментот не се случи. Например, не знам, детето почнува да плаче, почнува да се буди и за 2 недели почнува да оди. Причината за будењата биле тоа што веќе почнува да се развива одењето и кога детето ќе го усоврши, кога ќе почне да оди, тогаш ќе престанат и тие будења во текот на ноќта. Тука да им дадеме простори на гледачите да се вклучат со нивни прашања, сигурно имаат низа дилеми поврзани со начинот на спиење, за воспоставување на некаков режим на спиење на нивното бебе или дете. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Во студио е Сања Ѓорѓева, која што е единствен сертифициран тренер за спиење на бебиња и деца на Балканот. Кога станува збор за патувањата, одморите, па еве се ги продолжените викенди, како што беше овој великденскиот, кога беа врзани 4 дена и често се патува со децата до некој туристичко место. Како патувањата влијаат на сонот кај бебињата и кај децата? Патувањата се зависи, прво многу зависи од карактерот, темпераментот на детето. Во зависност од тоа колку е детето адаптабилно на одредени работи и во секојдневието, толку, да кажеме, ќе му влијае промената на патувањето. Меѓутоа, најчесто голем број од децата имаат промени кога станува збор за патување, значи или им се пореметува целосниот ред. Од една страна нив им е целото тоа промена, а од друга страна и ние како родители со патување, со годишен одмор, повише шетање, значи немаме доволно време да го запазиме редот кој што сме го имале дома.
Така што олеснителна околност е тоа што кога ќе се вратат веќе дома, после патувањето, многу брзо се враќаат во ред и децата. Меѓутоа на некои им е потребна помош за да се вратат во ред. Во патувањата за време на годишните одмори или на време на патување, за да можат да си ја олеснат работата и да можат децата што е можно подобро да прифатат, убаво да им направат една атмосфера како да се дома. Значи доколку детето спие со некое кебенце или перничка или има некое мече, тоа обавезно да го понесат со себе на патување. Ако детето ви спие во посебен кревет, битно е кога ќе отидете на одмор да обезбедите посебно место каде што и детенцето ќе спие, да не го ставите со вас у кревет, затоа што кога ќе се вратите дома, после може пак да бара во вашиот кревет да остане. Значи гледате да направите една атмосфера како кога сте дома. Ако спие во посебен кревет и на одмор нека спие во посебен кревет. Но добро е да земете ваша постелнина, ваша прекривка која што сте ја користеле претходно за детето, која што ќе го асоцира на неговото кревече, на неговиот дом. Така многу полесно ќе го направат преодот од една во друга средина и многу полесно ќе се адаптираат. Гледајте колку што е можно повеќе да спијат, мислам да ги задржите бројот и количината на дневни дремки, за да после да не ви се упропасти целата вечер. Доколку се наруши редот и откако ќе се вратат дома имаат проблем со спиењето на нивното дете, на каков начин да го вратат во нормал? Постојат повеќе начини. Еден од начините, да кажем, е преку посебна програма која што ја правиме, преку посебни методи на кои што ќе се научи детенцето само да заспива, само да преспие ноќите и да се врати во нормала. Доколку родителите претходно веќе имаат направено, работеле според некоја метода со детето да го научат да спие и да преспива, тогаш е потребно, кај никои деца е потребно повторно да се повикаат на таа метода, повторно да се повикаат на тој ред кој што го вовеле претходно, на начинот на кој што претходно ги научиле да спијат, повторно да се воведе тој ред. Да гледат колку што е можно побрзо да ја вратат рутината, да им ги стават дневните дремки во редослед како што биле претходно, пред да тргнат на одмор. Спиењето во ноќта, вечерното спиење да внимаваат да не биде многу касно, значи да биде порано. Дури и децата кои што и кога ќе се вратат од патување, и децата кои што се во скок во развој, многу е битно да им се погоди времето на спиење во текот на ноќта, затоа што многу често родителите намерно ги легнуваат малце покасно, затоа што или плаче или не сака да спие во 7:30 во 8 саат, не сака да заспие, па ги легнуваат малце покасно, мислејќи дека така ќе преспие. Меѓутоа тоа е погрешно. Посебно во овој период се препорачува дури и пола саат порано да го легнете. Ако заспивало детето во 8, легнете го сега во 7:30, во 7. Дури тоа се препорачува и така многу полесно ќе се врати во рутина и ќе се врати во нормала, отколку доколку го легнувате се покасно и покасно. Така, некој смета дека доколку се рипне дневната дремка, дневното спиење, детето ќе спие подолго навечер. Дали е тоа точно? Не, тоа апсолутно не е точно и тоа е многу интересно што голем дел од родителите тоа го прават или им го продолжуваат, намерно ги држат будни за да спијат подолго, или во текот на ноќта ги заспиваат во 10-11 за да се разбудат покасно сабајле или да се уморат. Али напротив, значи детето кое што е премногу уморно, кое што не заспива на време, има многу пократки дремки, се буди многу почесто во текот на ноќта и се буди многу порано. Значи дете кое што ќе заспие во 11, многу поголеми се шансите да се разбуди во 6 сабајле или во 5 сабајле, отколку дете кое што ќе заспие во 7:30-8. Така што многу е битно да не дозволите да дојде до момент каде што детето ќе биде преуморно, затоа што тогаш почнува лачење на одредени хормони кои што ја зголемуваат активноста, децата стануваат хиперактивни и на вас ви делува дека детето не му се спие, дека нема шанси да заспие, уствари тоа е состојба поради тоа што не сте го заспале на време. На 2 години, нели преска го спомнавме скокот во развој, на 2 години интересно што и често им го кажувам на родителите, буквално како децата си мислат дека веќе не им треба дневно спиење и они одлучуваат сами дека веќе не сакаат да спијат. И тогаш многу добро ги сокриваат знаците на спиење. Многу се вешти во сокривањето на знаците. Нема да приметите дека на детето му се спие. И најчесто на 2 годишна возраст многу родители ја отфрлаат целосно дремката. Значи, а тоа не е дека не му е потребна, туку детето едноставно во тој период, во тој скок во развој, во тој период почнало да покажува знаци дека не му се спие, почнува да ги искушува границите на родителите и на крај го добива тоа што го сака. Уствари го сака, да. А како да постапат родителите во ситуации кога нивното дете се буди во 3 часот наутро, во 4 часот наутро, наспано,
и има потреба да игра, ги бара играчките, ги вика родителите заедно да си играат и слично. Дали има решение овој проблем? Да, значи ова е, да кажеме, еден од многу чести проблеми кај родителите и кај дечињата. Најлесно и најбрзо се решава со голема упорност и константност на родителите. Значи, кога детето ќе се разбуди во 3 саат по полноќ, ако сака да си игра, ако ви изгледа весело, не сака да спие, вие не смеете никако да му дозволите да го направи тоа. Не смеете никако како родител да дозволите да си играте во 3 саат. Туку напротив, треба да му покажете дека сега е време за спиење. Буквално треба да му ги направат тие будења колку што е можно подосадни. Ако се разбуди детето во 3 саат, вие како родители или мижете, правете се дека спиете, шшкајте, гледајте да не ја напуштате никако собата, доколку детето каже дека сака да мочка или нешто слично, може да излезете, да го однесете до веце, меѓутоа да нема никаква комуникација со детето, да биде колку што е можно подосадно целото тоа будење, никакво играње, да едноставно да му ставите до знаење дека сега е време за спиење. Ноќта е време за спиење. Ноќта е време за спиење. Кога ќе се разбудиме са бајле, кога ќе станеме сите, тогаш да, ќе си играме. Тоа е период кој што, да кажам, може би малце подолго време ќе трае, посебно доколку претходно родителите, кога ќе се разбуди детето во 3, па родителите си играле со него, продолжувале да си играат, да си излегуваат од собата. И кога ќе одлучат тоа да го прекинат, тогаш имаме, да кажам, и најголем отпор од децата добиваме во тој момент, кога родителите ќе одлучат дека сега е крај. Сега треба да се, затоа што во тој момент детето не сваќа зошто вчера сте ми дозволиле да се играм, а денеска да не се играм во 3 саат полни. Така да, кога ќе одлучат родителите дека сега веќе е крај, дека од сега натаму се преспиваат ноќите, треба да бидат многу константни и трпеливи и истрени до крај. Затоа што еднаш ако попуштат, еднаш ако повторно се вратат на играта, после очекувајте дека следната вечер и ќе плаче многу повише детето и многу повише ќе настојува и може да се случи од 3 до 7 воопшто и да не заспија. Така. Многу често се прават ненамерни грешки, сакајќи да се направи нешто добро, всушност се прави едно вистинско нарушување на сонот кај децата. И еден убав совет да се биде доследен и да не се дозволи игра кога не е време за тоа. А како влие темпераментот на детето врз сонот, бидејќи различни деца различно реагираат во исти ситуации, некои се поемотивни, некои се поактивни, значи сите се разликуваат, некои полесно се адаптираат на промените, дали сето тоа влијае и на сонот? Влијае. Можам да кажам дека и покрај рутините и навиките кои што ние како родители им ги вметнуваме на децата, темпераментот на децата и текако влијае на спиењето. Значи, јас и кога работам со родители и со деца правам еден систем за тоа во кој што го гледам темпераментот на детето. Многу ми е битно да сватам за какво детенце станува збор, дали е поактивно, дали е по емоционално, колкав му е прагот на вознемиреност, дали знае да се смири само од себе кога нешто ќе се вознемири, кој му е начинот на смирување и така натаму. Сето тоа многу влијае на спиењето. Најчесто проблем со спиење имаат дечиња кои што се, да кажам, потемпераментни, кои што се многу поактивни, дури и многу по физички развиени од другите деца, многу понапредни, да кажам, имаат најчесто проблем со спиењето, затоа што тие дечиња се многу посвесни за околината околу нив, забележуваат многу повише работи околу нив, значи може да приметат чаша така да се наоѓа во што се облечени, како се приметуваат ситници кои што другите можеби уопшто нема да ги приметат. Сето тоа влијае многу на спиењето. На тие деца им сметаат звуци, може да ги разбуди лаењето на кучето. Има некои деца кои што не им сметаат звуци. Децата кои што се активни, кои што цело време трчат, цело време нешто сакаат, буквално го сметаат спиењето како губење време. Значи они сега сакаат наместо да спијат, сакаат да трчат, да истражуваат, да гледаат на сите страни. Дечиња исто кои што се приврзани многу со мајката, има, да кажеме, карактерот и тоа е тука малце проблем со спиењето, зашто многу често во текот на ноќта се будат само за да видат дали е тука мајката. Тоа е обично дечиња кои што се малце прагот на вознемиреност им е малце на пониска граница, значи полесно се вознемируваат и кога ќе дојдат до момент на вознемиреност, одма идат кај мама за да се смират. Плачат и идат кај мама да се смират. Мама ги гушка, ги смирува и тоа им е како една врвка каде што они се како начинот на кој што се смируваат. И тоа го прават и во текот на ноќта. Значи ќе се разбудат и ќе плачат се додека да дојде мајка им да ги смири. Така што многу влијае карактерот и темпераментот
И во програмите, во текот на целиот тој метод на како да го научите бебето да спие, е многу битно да го имате и тој аспект во предвид, за да знаете како ќе реагира детето и да знаете што му одговара, а што не му одговара, да знаете како вие да се програмирате, да кажеме, кон неговиот темперамент. На каков начин работат тренерите за спиење со семејствата и со децата, со бебињата? Дали треба да поидете во домот за да видите каква е ситуацијата или доволно е родителите да ја опишат? На каков начин се изработува програма, на кој начин да се реши проблемот со сонот кај детето? За да се отиде до дома, тоа да кажеме, еве, можеби е потребно за дечиња до 6-месечна возраст да се добие една слика на тоа на собата каде што спие детето и на ситуацијата во која што, значи, се наоѓа. Меѓутоа, за малце поголеми дечиња е доволно родителите да ја објаснат целата, да го објаснат проблемот, од каде датира проблемот, да ја објаснат што уствари се случува во текот на ноќта и потребно е да пополнат прашалник, во кој што прашалник има прашања кои што се однесуваат и на детето, и на мајката, и на фамилијата, и на темпераментот на детето и на карактерот, тоа што сега го зборевме, на навиката која што е направила. Врз основа на тој прашалник се изработува програма која што е индивидуална за секој посебно, значи влијае и ги зема во обзир и темпераментот, карактерот, возраста, навиката, динамиката на фамилијата и така натаму. Значи по тој терк изработуваме програма и таа програма родителите дома има посебни методи, значи одбираме метод, одбираме програма која што е најприфатлива за тоа дете. Според таа програма и според тие методи, родителите дома го прават целиот тренинг, значи јас само ги надгледувам и со мене се во постојана комуникација во тие 2 недели колку што и трае тренингот, за да видиме дали случајно треба нешто да се промени во самиот тек на тренингот, за да можеме да дојдеме до што е можно побрзи проспани ноќи со што е можно помалку солз. Така, најчесто за колку време се решава проблемот, што вели вашето искуство? За 2 недели 15 дена веќе ги преспиваат ноќите скроз, а до тогаш, значи до тие 2 недели веќе уште првите неколку вечери се 50% сигурно се намалени будењата, со тоа што може да се појави од време на време краткотрени будења, по 2-3 минути да се подразводи детенцето, да свати дека тука се мама и тато, па да продолжи да спие. Меѓутоа и во тие 2 недели веќе проблемот со кој што се соочувале претходно со месеци или со години веќе го нема. Такова одлична информација за сите ненаспани родители. Ви благодарам, Сања, што бевте дел од НЛМ+. Се надам дека гледачите ужива во денешниот водич за ненаспани родители. Гледате, има решение. Само треба истреност и точни информации како да постапите кога детето ваше не годува пред спиење. Ви благодарам што не следевте со внимание. Пријатно.